Дали некогаш сте се запрашале како изгледа животот на фарма? Токму затоа сме овде на лице место, близу Велес, кај Чашка, каде што се наоѓаме кај една од фармите на моите денешни соговорници и ќе ни откријат како всушност изгледа еден ден поминат на фарма и како се грижат за самите јагниња, па и овци кои што се наоѓаат на самата фарма. Господине Адеме, може ли да ни опишете како изгледа животот на една фарма? Тој што го сака овците, супер е животот на фарма. Само тој што ги сака. Тој што не ги сака за прв пат добро ќе му биде, али никогаш друг пат. Живот е опет добро, чист воздух, природа, тоа е тоа. Може ли подетално да ни објасните како изгледа еден ден поминат овде? Започнува утрото или пак попладнето, со што најпрво почнувате? Прво почине со рањење на овците. Овчари ќе пие прво кафе, чај и ќе иде на овците, ќе види кој како, ако се раните сега, као сабајле што ги ранема, почине со тоа прво. После со јагниње се дава на јагниње јадење, на зимскиот период и после једе овчар и ги пуштете овците. Така, целиот ден до пладне. После тој што остане дома, спрема јадење за овчари кој ќе дојде на вечер, спрема јагниње токол ден и ќе дојде овцина на вечер, опет ќе се рани, ќе се пушти на јагниња и тоа е завршено за целиот ден. Со што се хранат? Па има јечмен што му давамо, детелина, пченка, тоа е за овците што му дајме. На јагниње дајме овој концентрат. Како ја одржувате хигиената на нив? Хигиена како што видиме, овчари се труди токму ден да ако има време да се чисте овој котарите, ќе ги чисти. Ако нема време ќе дојде на исто време кај со спива синоќ и вечерва ќе спие опет. Можевме да забележиме и голем број на песови тука. Во колков број се, дали се случило волци да ви направат проблем? Има волци, овчари виде токму ден, али имамо преко 45-50 кучиња, значи кучиња ги чува овците и овчари гледа, пази се мало, немамо проблем со волците. Такви случаи ми нисме имали уште, али има по некој, ако вук влага во котар, само ќе убие, ништо друго. Мечката ќе дојде, ќе зема една и ќе ќе зема една и ќе бега. Нема штета од мечката. Волцот прави голема штета. Он непријатен живот. Добро и на njemu нема кој да му кува дома, мора да трчи сам и да најде да једе. Али од волкот има повеќе штета него од мечката. Али нема моментално волците толку многу овде. Во однос на волната, кога се стрижа, дали има одреден период, колку време одзема? Да, само во пролеќ, сега зависи како е времето, ако се топло време, мало почине од 1 мај, тако 15 април, до крај на мај треба да биде све овце настрижено. Е многу вручено. Како вие ќе ни го опишете животот на фарма и какви се условите овде? Животот на фарма може да кажам дека е многу природен, значи природата привлекувала човек од неколку илјади или милиони години, човекот живеел со овците. Овцата го облекувала, го хранела, нели, го топлела. Порано фармите, не знам дали се сеќавате, испод спиел добитокот, нели, а на вториот спрат пиеле луѓето ради обновливите извори на енергија се загревало. Иначе живот на фарма на овчарска почнува са бале станување, прво кафенцето, се молзат овците, нели, се комплет, после молзењето се цеди млекото, се подсирува млекото, околу 45 минути стои, нели, подсирено. Кога ќе заврши меѓу време чекаат, нели, овчарите ги пуштаат овците, доручкуваат, ги пуштаат. Јас често идам, нели, по овци саботи, недели кога сум, најубаво е во природа да си. Сега што фали? Тамо ти фали друштво, самен си. Тоа е малце социјализацијата фали. Сега тоа се бориме да речеме 101 овчар да идат двајца, нели, да си прават друштво, мада благодарение на Фејсбукот, нели, на технологијава, телефониве, не ни е толку досадно. После враќање околу 5-6 саат овците се враќат од планините, од пасиштата, зависи кај се наоѓаат. Пак се молзат овците уште еднаш, некој ги молзе 3 пати, некој 2, али претежно во Македонија 2 пати се молзат, рачно е молзењето.
Помозењето пак се подсирува, пак се чека, нели? 2 пати се прави сирење. Иначе друго да зборуваме многу, едно што модерно во време предвидува сега и европскиве фондови до 30 година се агроекологијата. Под агроекологија се подразбира прво заштита на животна средина, одржавање на животната средина во кондиција, а управо тука се овците. Значи, кај што имаме овци, тука и во Европа, природата се одржува во една добра кондиција. Овците ги пасат убавите треви, произведуваат квалитетно убаво млеко, од него се прават сирења, кашкавал и други млечни производи. Тоа не наведува ние како држава веќе и како сојуз на овчари, задруги да размислуваме за модерен туризам. Модерен туризам што подразбира да изградиме апартмани, за спиење на луѓето, да изградиме покрај фармава тука добар ресторан, еве гледате и сами да имаме еден ресторан, сега си седнеме тука, едно печено јагне, лепота е. Покрај нас овозможува технологијата сега да преку Google да не гледаат тука, и слики да гледаат, и кај се наоѓаме, и кај пасат овците, со тоа ќе привлечеме многу богати туристи. И сите што имат, нели, намера авантуризам да шетаат, и автоматски овчарството ќе го вратиме во една природна средина, а со тоа и луѓето ќе ги вратиме во природна средина, да не живеат, мислам нека живеат во градови, али да дојдат тука, да се рекреират 2 дена, 3 дена. Еве од Скопје до тука е, да речеме, 1 саат. Може да дојдете попладне, да ручате тука, да уживате со друштво и пак да се вратите. Со тоа би му помогнале на господин Шаби да се развие, неговите работници да имаат друштво тука со кого муабе да си направат, а вие како туристи ќе дишите чист воздух, ќе јадете здрава органска храна и на крај целото општество ќе биде задоволно. Нема да имаме одливи на пари, одливи на луѓе надвор да бегаат, значи би станала ова наша гранка профитабилна. И сега во симбиоза на ова, ако ги гледаме овие сите планини, оваа природа, автоматски кај што се овциве доаѓаат легуминозите, убави треви, убави детелини, се населуваат пчелите. Значи пчелите кои ќе дојдат, автоматски имаме нов производ мед. Медот како микроклима и пчеларникот создава многу добра благосостојба за човекот, значи. Вие се сеќавате може од филмови и од друго, значи кај што имаме овчарство, имаме добро пчеларство, со тоа се продолжува и квалитетот на живот на човекот, и квалитетот на животот, нели, тие што ги одгледуваат добиток од пчелите едно друго. Овој крај е многу познат како Азот, нели, ова што го гледаме така се вика, многу е познат по квалитетен мед тука. Оваа рекава тука што имаме рибници горе, имаме планинарски дом, сега Чеплес, сега не знам и тој не функционира. Така да еве благодарение на господин Шаби кој вложува голем труд, големи инвестиции, овие луѓе ги вработува и се надаме дека со ова веќе, затоа и нели вие како седма сила медиуми промовирате овој убав квалитетен живот.